сите сме во некакво исчекување, страф, паника. Можеме ли да останеме присебни и нормални? Можеме. Можеме, особено ако не трае цела година. Но ако трае одреден извесен период, тогаш можеме, со тоа што само може да разликуваме категории на луѓе кои ќе излезат помалку оштетени, некои повеќе оштетени. Пред да се појави вирусот, има многу инвестирано во истражувања на пандемии, како тие се менаџираат и така натаму. И има доста работено на маларијата во Африка, како таа се шири, истражувања, вакцини за еболата и така натаму. Месечно во Гевгелија доаѓа околу 30.000 грци. Дали пандемијата е само здравствен или безбедносен предизвик? Проценките дека ќе се соочиме со ваков тип на пандемија за жал потврлија и основниот принцип на кој почиваат меѓународните организации на солидарност и соработка за жал беа напуштени. Добро вечер од сред пладне, во ова култно место, каде Скопјани доаѓаат од 7 до 77 години, на лав муабет, а има и катче за децата. Мирот и тишината говорат сами по себе. Коронавирусот, шок за граѓаните на социјален, политички, економски план. Мојот соговорник Станислав Петковски, Сашо, психотерапевт, го прашувам, во ваква ситуација на надразнетост, на ситуација во која сите сме во некакво исчекување, страф, паника, можеме ли да останеме присебни и нормални? Можеме. Можеме, особено ако не трае цела година. Но ако трае одреден извесен период, тогаш можеме, со тоа што само може да разликуваме категории на луѓе кои ќе излезат помалку оштетени, некои повеќе оштетени. Во генерално земено сите ќе излеземе со последици, со тоа што едни ќе бидат реверзибилни, кај други реверзибилноста ќе има привремена иреверзибилност, односно ќе влие на нивното секојдневно живење откако ќе помине оваа. Многу ретко се зборува што после оваа пандемија и после стабилизацијата. Што после оваа пандемија? Ќе одлепиме? Не. Значи, еве во едно интервју беше во Фокус. Кажав дека ако не трае долго, бидејќи надворешен факторот, нема толку многу да влие, но излегува дека ова ќе трае долго, што значи дека ова се ќе влие и на психолошкиот, и на социјалниот, и на економскиот момент. И на некој начин произлегува тоа дека, особено нашиве граѓани, кои, за жал, живеа онака како што живеа, во едно наше турбулентно време, оваа пандемија ги затекна со помалку резерви, зборам помалку економски резерви и со големи потенцијали, кои сега тие потенцијали се ставени на пауза. Многу полесно една индивидуа ќе може целокупна изолација да ја поднесе ако има економска или социјална резерва во позадина, заради тоа што тогаш нема да го плаши што после корона пандемијата, додека сега за нашите граѓани има два вида на стравови. Актуелниот, дали ќе се зарази, дали ќе преживее, дали неговите мили, драги, блиски ќе им се случи нешто и што ќе биде после, што на некој начин уште повеќе ги плаши и тогаш во оваа изолација имаме двоен страв. Господине Петковски, од една страна ние живееме во страв да не се заразиме,
Да. од коронавирус, а од друга страна како паралелно да се создава еден нов вирус, а тоа е вирусот на стигматизација на луѓето кои се заразиле. Па, може и така да се каже, иако како што расте бројноста, нели, може би на почеток е таа стигматизација, а бидејќи сите знаат колку е лесно пренослив овој вирус, веројатно колективното ќе надвладее, а тоа е дека сите ги погаѓа. И старите, и возрастните, и децата, и така натаму. Може би на почетокот пандемијата, која ние ја бележевме, нели, као продор на луѓе што дојде од странство, па, нели, на некој начин тие таму се заразиле, овде ги заразиле, сега веќе не е тоа, така да се губи оваа таа стигматизација или чувството на вина кај луѓето што ја предизвикале, дека всушност тоа е глобална, универзална појава. Вие во интервју за Фокус велите ако потрае подолго, веројатно ќе дојде до вид на социјален замор и кај тие што седат дома и кај тие што ги лечат. Да. Дали ние ќе се доведеме до ситуација на фрустрација, на аксиозност кај луѓето? Веќе сме доведени. Значи, има 3 генерално категории за среќа или за несреќа. Онлайн комуницирам со доста луѓе, групи и така натаму. И издвоив, еве, ќе биде интересно тоа, прва некој вид на анкета, нели? Што највеќе ве вознемирува оваа ситуација на полициски час, страфот од вирусот, исходот од вирусот, начинот на третман додека луѓето се разболени. И генерално најголемите области каде што ги вознемирува луѓето е прво страф од непознато, а тоа е не знаат до кога ќе трае и колку ќе трае. И обично тој вид на стресоген фактор влија или прави проблем кај оние луѓе кои се повеќе интелектуално и рационално ориентирани да се бранат од некој свој страф или вознемиреност. Вториот најфреквентен одговор беше ми е страв да не заразам некој свој близок, ја да се разболам, а да не знам и да не ги заразам моиве блиски и оние со кои живеам. Тоа обично го имаат луѓе кои имаат потреба да нивното поведение, воспитување и однесување предизвикува поддршка и позитивен однос од луѓето и кои перманентно од време на време имаат зголемено чувство на вина, независно што правеле. И така да ова заразување или пренос на заразата за нив би значило остварување на тоа базично чувство на вина. И имаме трет вид на луѓе, а тие кои кажаа дека нив највеќе ги вознемирува губитокот на слободата и чувството на пресија. А тоа се оние луѓе кои на некој начин бунтовно реагирале кон сите форми на воспитување, родителство и така натаму, каде што сега пак токму заради овие наметнати од надвор услови кои ги доживуваат као заробување, ги вознемируваат бидејќи предизвика кај нив агресија и чувство на неправданост. Еден дел од популацијата смета дека овие мерки се добри, други пак ги оценуваат како поробувачки. Да. Особено третата категорија. Што значи, гледајте, овие 3 категории како што ви ги спомнав. Првата категорија, ако се избори да на рационален, интелектуален начин отприлика знае структура колку ќе трае, како ќе трае и како ќе заврши, тие на некој начин ќе им престане вознемиреноста. Втората категорија, кои ги гледаме и секојдневно, кои ќе зголемат или ќе зајакнат дупла одбрана, двојна одбрана, една маска за лице, ракавици, спрееви, неизлегување за да не заразат некој друг, ако тие им е јасно на кој начин сигурно ќе се заштитат, кај нив тоа ќе функционира. Кај третиот тип на луѓе, обично ако им овозможиве чувство на некој вид на изразување. Например, еве, гледате во Италија, бидејќи тој менталитет исто делумно е бунтовнички и уметнички,
Многу луѓе излегуваа на прозори, пеа, арии, се довикуваа, зборуваа и у фаза на изолација тие покажуваа конструктивен, отворен бунт кој го почитуваше карантинот. И на некој начин го компензираа оноа чувството свое дека се поробени. Акциозноста како проблем. Ние испомнавте во текот на разговорот дека ние во главном сме друштвен народ, сакаме постојано да комуницираме, да сме низ улиците, условно кажа. И сега одеднаш ова ни доаѓа како бумеранг. Да. Па, гледайте, порано, кога не се знаело многу за пандемиите, има една книга на Алберт Ками, Ла пест, чума. И вообичаено во литературите стари, историски, ќе видите дека во време на големи кризи, луѓето уште повеќе сакаат да се дружат, односно највеќе биле оптоварени кафеаните, иако во време на пандемии токму и таму биле жариштата. Ме сваќате? Луѓето ризикувале да бидат заразени само заради тоа што дружењето, интензивното дружење со другите луѓе им го намалувал стравот. Всушност, социјалната интеракција е оноа што кај луѓето го намалува стравот, особено ако е од низок интензитет и од недефиниран извор, што е услов за човек да се чувствува анксиозен. Дали сметате дека ова криза ќе помине? Да. Но последиците какви ќе бидат според вас? Видите, значи имаме кратко, долго и многу долго. Ако е многу долго, никој не знае. Најпосле, видите, најпосле и оваа пандемија, ние сите по прв пат се сретнуваме со вакво нешто. Што значи дека ние на некој начин сите сме анксиозни бидејќи влегуваме во нешто непознато. Ме разбирате. Од друга страна, макропристапот на оваа влада е доста структуриран, ригорозен, што на некој начин е и вистинска мерка за нешто да имаме чувство дека имаме контролата. Проблемот е потоа со микроменаџирањето на карантините, на пандемијата, а тоа е разни недоследности, нели? Тој бил болен на самоизолација од корона, никој не го посетил, никој не го видел, државен карантин, услови, ово, она. Тука некаде се грее или можеби се подкрива зголемената анксиозност кај луѓето, особено што на некој начин во однос на микроменаџирањето, нели, маски, недостаток на ова, недостаток на тоа, освен што е макроменаџирањето добро, прави кај нив додатна анксиозност. Оно што ќе биде после, како да ви кажам, сепак сум психолог, не сум Нострадамус, но одеднаш можеби ќе земам еден историски факт. 10. мај 45 година луѓето влегува у еден вид на оптимизам и ентузијазам дека војната завршила вчера. И тогаш со некоја нова енергија големата група на луѓе влегува да остварува, нели, некои веќе цели кои биле фрустрирани за време на војната, во овој случај пандемијата, но исто и самите знаеме од историски факти дека заедно со оваа голема ентузијастичка група, голем број на луѓе ќе имаат трауми од пандемијата и некаде во рамките или во контекстот на тој нов ентузијазам, овие луѓе што ќе ги имаат последиците, ќе ги лечат и постепено ќе се приклучуваат кон оптимизмот и ентузијазмот на големата група. Најпосле, видите, 10. мај, никој не спомнуваше дека имаше 40 милиона мртви во Европа. Него тргнаа, сакаа да ги заборават. Веројатно, многу слично историски ќе се случи и сега. Господин Петковски, има ли можеби волшебна формула нова за нов живот? Ке треба ли однова да се рестартира општеството? Пак ќе се рестартира со истиот Windows. Ме разбирате, со тоа што, веројатно, неколку проблеми ќе има тој Windows, нели? Можеби поспоро ќе се рестартира, можеби, зависи, видите, зависи исто. За среќа, некаде паралелно со ова што помина, нели, што влеговме во пандемија,
макросистемски гледаме дека станавме официјална членка на НАТО. Тоа воопшто не го ни прославивме. Баш под притисок на сите овие случувања. Добивме датум за преговори. Се отиде во втор план. Во втор план отиде, но од друга страна, кога ќе излеземе од ова, веќе макросистемски сме подготвени да на некој начин една голема асоциација може полесно да ни помогне и со таа помош мислам дека ние како мала држава би можеле да излеземе побрзо, а не дека без последици од сето ова. Оваа ситуација во која во моментов се наоѓа целиот свет, вклучувајќи тука и Македонија, прочитав една статија во која се вели дека штом заврши коронавирусот, најмногу работа ќе имаат адвокатите и психолозите. Адвокатите за бракоразводни парници, а психолозите за да ги лечат оние кои одлепиле. Па видите, може би, знаете како, луѓето се структурирани онака како што сте структурирани. Значи, ако сме скроени, како што сме скроени, кога го тегнеме палтото, тоа ќе се искине според работ каде што е сошиено. Што значи, кога ќе бидеме под притисок на висок стрес, секој ќе реагира според структурата, односно според можноста како би реагирал патолошки. Некој повеќе, некој помалку. По мене проценката е, оние луѓе кои принудно ќе бидат осамени или ќе се почувствуваат осамени, кај нив последиците ќе бидат поголеми. Оние луѓе кои ќе бидат обкружени со многу луѓе или ќе имаат функционално семејство околу нив, тие последици далеку помали ќе бидат. И онаа трета категорија, оние луѓе кои заради бизнисот, нели, побрзо ќе го реактивираат својот бизнис и нема да стигнат до некој екзистенцијален очај, веројатно тие ќе се реактивираат, додека оние кои бизнисот ќе им пропадне, значи ќе влезат во фаза на оджалување. Првите две фази во фаза на оджалување е негација и протест и љутина, и онда таа љутина може да ја насочат кон себе, аутодеструктивно, депресивно, и како и да е, али тоа веќе од јули и август ќе може да го знаеме, па ако се сретнеме, тогаш би можел попрецизно да ви кажем. Господин Петковски, она што се наметнува прашањето, се наметнува како прашање дека очигледно оваа криза ќе потрае. Можеме ли да живееме во ситуација на стрес и перманентно исчекување? А можеме, само ќе живееме со драматично намален квалитет. Односно, кога сме под таков притисок на толку јаки изразени стресогени фактори, прва колатерална штета е нашиот природен потенцијал, значи оноа за што компетенциите природни што ги има човекот и чувството на спонтанитет. Значи, овие две ќе бидат најголеми колатерални штети токму од овој притисок. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Следевте интервју со психологот Станислав Петковски Сашо, а ние продолжуваме со следниот соговорник за ова издание на Тренинг на отворено и со дистанца со моите соговорници во политичко-општествениот магазин Тренинг, кој може да го гледате секоја недела во 19 часот. Одиме понатаму. Господин Ицев, како би изгледала идејата на Бил Гейтс дека ќе финансира дел од своето богатство, ќе го пренасочи во што побрзо излоѓање на вакцина за коронавирусот? Пред да се појави вирусот, има многу инвестирано во истражувања на пандемии, како тие се менаџираат и така натаму. И има доста работено на маларијата во Африка, како таа се шири, истражувања, вакцини за еболата и така натаму. Така да, мислам дека тоа е негово поле каде што он дава голем придонес со сите пари што ги донира во фондацијата како област на истражување. И ако видите сега во последните неколку недели, он најави дека ќе се повлече од бордот на Berkshire Hathaway и на Microsoft, кои што се две огромни корпорации,
за да го посвети целото свое време во фондацијата, најповеќе борејќи се против епидемијата. Мислам дека неговата фондација има изградено доста стручни лица и има изградено екосистем на компании кои што може да го помагаат ова и ќе го помагаат. Соединените американски држави стануваат главно жариште на коронавирусот. Речиси, од час во час расте бројот на починати и заразени од COVID-19. Од Соединените американски држави интервју за Трилинг дала Але Кицев, македонец кој долги години работи и живее во Соединените американски држави за светската компанија Google. Правилата за коронавирусот во Америка се највеќе во различните држави, во федералните држави. Секоја федерална држава има различни правила кои што ги воспоставува. Повеќето американски држави, може би следите преку медиумите, имаат stay, shelter in place, правила кои што се правила за социјално дистанцирање, сите неесенцијални бизниси што можат да работат од дома и да работат далечински, работат така. Нормално медицинските установи, сервиси, пожарникари и така натаму. Секоја држава ги прави поделба на есенцијални и неесенцијални бизниси, така да повеќето IT компании во Вашингтон Стейт, најверојатно сите, имаат далечинско работење од дома, модел на работа, така да кампусите, канцелариите се затворени и луѓето комуницираат вака помеѓу со видеоконференсинг, со distance working и така натаму. Што значи сега во овој период грото или најголемиот дел од американците работат од дома. Така е, да, сите што можат, што имаат услови, сега види, мора да се направи. Има многу компании, да кажеме, тие што се во Fortune 500 и тие што се гонили инвестирале во модели како да им овозможат на работниците да работат од дома, се најверојатно во мала предност тука, затоа што сите интерни системи за работење од дома се тестирани и така натаму. Меѓутоа, дури и тие компании се соочуваат со проблеми, затоа што не се навикнени на еднашка скоро сите работници да работат од дома. За другите компании кои што тоа не го тестирале или не им бил модел каде што не инвестирале, сега е поголем предизвик и нормално има компании во економијата кои што сега ги тренираат тие работници што може да работат од дома, како да работат и така натаму. И ако видите, ако ги следите глобалните трендови на зголемениот трафик на мрежите, не само во Америка, во Европа, секдека низ светот, поради видеоконференсинг, поради ремоут стриминг и така натаму е енормно зголемен. Какви ќе бидат економските реперкусии врз државата доколку на полок рок остане оваа криза? Да, тоа е одлично прашање. Како што видите, ја баш ги следев репортите. Скоро секоја држава која што е зафатена од вирусот донесува некакви мерки да ја помогне на економијата. Бројките од минатата недела на бројот на невработени во Америка еновно расте. Се нормално тоа ќе следи во последните неколку недели како последица тоа дека повеќе бизниси што не можат да оперираат далечински се затворени и моделот е како тоа да се постигне да се додека економијата не може, ако видите, например, тоа што се случува во Америка, мислам дека се следи моделот на државите каде што вирусот прв се појави, како во Кина, например. И колку време имаше рестриктивни мерки на движења, на бизниси, на фабрики и така натаму, и се прават слични проценки за различните американски држави во колка временски период оваа ситуација ќе трае, и сите економски мерки се таргетирани на тоа да се издржи во процес од неколку месеци. И нормално тој пакет е многу позитивен, затоа што се фокусираше на бизнисите, да им помогнат да земат лесни кредити сега, како да се зголемат бенефитите за невработените и така натаму, и како уствари суштината да се натерат бизнисите да не ги отпуштаат работниците и да имаат некаква ликвидност,
се додека кризата не заврши. Господин Ицев, прочитав една статија дека со вашата сопруга подолг период се работеле вашите деца што побрзо да се адаптираат и да ги научат компјутерските науки преку изучување на некакви игри. Од друга страна, се повеќе се заговара дека младите не треба премногу време да поминуваат на компјутери и на социјални мрежи. Да, тоа е одлично прашање. Мислам дека тајната е во балансот. Сега проблемот се зголемува оваа криза. Повеќето училишта што имаат услови, и среќен сум што моите деца се во такви училишта, комплетно го почнаа дигиталното учење. Значи сите часови, домашни средби се одвиваат онлайн на компјутер и така натаму. Така да се губи тој аспект на децата да играат и да комуницираат вон дигиталниот свет. Така да ова е предизвик за сите родители кои што каде што децата ќе можат да одвиваат дигитална настава или што веќе одвиваат, да ги изнесат децата надвор и да имаат да креираат баланс во нивниот живот. Господин Ицев, како би изгледала идејата на Бил Гейтс дека ќе финансира дел од своето богатство, ќе го пренасочи во што побрзо излоѓање на вакцина за коронавирусот? Пред да се појави вирусот, има многу инвестирано во истражувања на пандемии, како тие се менаџираат и така натаму. И има доста работено на маларијата во Африка, како таа се шири, истражувања, вакцини за еболата и така натаму. Така да мислам дека тоа е негово поле каде што он дава голем придонес со сите пари што ги донира во фондацијата како област на истражување. И ако видите сега во последните неколку недели, он најави дека ќе се повлече од бордот на Berkshire Hathaway и на Microsoft, кои што се две огромни корпорации, за да го посвети целото свое време во фондацијата, најповеќе борејќи се против епидемијата. Мислам дека неговата фондација има изградено доста стручни лица и има изградено екосистем на компании кои што може да го помагаат ова и ќе го помагаат ова. Господине Ице, ви благодарам за разговорот. Фала многу. Поздрав до сите гледачи. Фала, поздрав многу. Благодарам уште еднаш. Гевгелија затворена порта кон Европската Унија. Граничниот премин Богородица, кој особено за време на викендите го паметиме по колоните на возила и страстните грчки играчи на коцка, во овој период ги нема. Грчките граѓани кои речиси секојдневно ги посетуваат забните ординации, овој период очигледно ќе бараат алтернативни решенија. Како изгледа Гевгелија денес и пред речиси 3 недели, низ камерата на ТВ Нова. Граничниот премин Богородица. Невообичаено тивок, поминуваат само товарните возила. Границата е затворена поради коронавирусот. На 3 километри од овде е Гевгелија, град од 16.000 жители со медитерански шмек. Пред затворањето на границата и пред оваа ситуација што настана со коронавирусот, месечно во Гевгелија доаѓа околу 30.000 грци. Во текот на викендите 4 до 5.000 грци го посетува ова место на југот на Македонија. Значи 1/3 од целокупното население на Гевгелија беа туристи од нашиот јужен сосед. Порта на Европа, која сега е затворена поради ситуацијата со коронавирусот. Освен во казината во кои грците годишно трошат околу 60 милиони евра, друг бизнис кој што пати, што би се рекло, поради оваа ситуација, поради затворените граници, е стоматолошкиот бизнис. Имено,
Gevgelija je grad koji što ima najmnogo стоматолошки ординации по глава на жител во Македонија. Сите тие во овој момент се затворени и не примаат пациенти, ги нема ни грците, а веднаш реков после коцката, она што најмногу ги интересира грчките граѓани е како да се ги поправат своите заби. Дали стоматолозите во Гевгелија живеат од грчките пациенти? Може да се каже во најголем дел. Од 20 до 50. Грци. Да. 90% да кажем. Гледам дека кај вас работат околу 10. Моментално имам тројца од помладите колеги што се испратени на специализации. Значи, кадарот постојано го праќам на континуирани едукации, на специализација и така да се трудиме да ги покриеме сите новитети во стоматологијата. Повеќето кога доаѓаат овде, кога се вработуваат, почнуваат да учат јазик и за неколку месеци кои со курсеви, кои со секојдневна соработка меѓу нас колегите, го научуваат јазикот. Можам да кажам дека сите говорат, освен двајца сега последни што ми се вработени. Зошто грците преферираат пред се да доаѓаат во Гевгелија на прегледи, на поправки на забите? Секако дека заради пониските цени, а и квалитетот на услугите, приемчивоста, љубезноста на вработените, наоѓаат причина да доаѓаат. Значи за нив е поволно овде да доаѓаат. Во ординацијата работи скоро 30 години и веќе имаме околу над 20 години доаѓаат грчки пациенти. До сега сите пациенти што дошле кај мене се пренесено од пациент на пациент. Не, ерхоме. Не толку често кога имаме потреба доаѓаме. Пандемијата како глобален здравствен проблем ги предизвикува и безбедносните ризици. Зошто НАТО не се обедини? Зошто нема солидарност меѓу земјите членки? На оваа тема ќе разговарам со универзитетскиот професор Маријан Ѓуровски. Зошто нема единство помеѓу земјите на Североатлантскиот сојуз и се чини дека нема солидарност во моментов. Туку секоја од земјите поединечно решава за мерките и можните последици од оваа пандемија. Денеска сите сме сведоци на глобалниот пораз на меѓународните организации кои се случи со светската пандемија на кој сме денеска сите ние присутни од Република Северна Македонија па вклучително и сите земји во светот за жал. Раното предупредување и проценките дека ќе се соочиме со ваков тип на пандемија за жал потврлија и основниот принцип на кој почиваат меѓународните организации на солидарност и соработка за жал беа напуштени и во овој период на глобален пораз на сите нас со оваа светска пандемија треба да не наведе на мислата за преиспитување на поставеноста, на градењето на политики и генерално на реакциите во ваков тип на кризи, со оглед на тоа што сите ние сега веројатно се прашуваме чуму толку гломазни меѓународни организации, воени колективни безбедносни системи, кога превенцијата и пред се раното предупредување потврлија кај сите меѓународни и домашни организации. Од тука сметам дека првичната реакција на општо затворање на границите, на движењето на луѓето и на капиталот и на основниот принцип на солидарност полека ќе биде напуштен и со поддршката која се дава од бројните земји кон Италија, која има покрај неколку други земји најголеми последици од оваа светска пандемија,
ние ќе најдеме механизми заедно да си помогнеме. Воедно, основно треба да ги излечеме научените лекции од ова делување. И ние, како земја, со оглед на тоа што оваа светска пандемија ќе ја зголеми нееднаквоста помеѓу државите и принципот на солидарност, верувам дека пред се ќе започне од Европската Унија. Мултилатералните односи во моментов се доведени сериозно во криза и под знак прашање, и после оваа светска пандемија прашање е дали одредени меѓународни организации ќе постојат или пак ќе мора во суштина да се реорганизираат со оглед на тоа што соработката, информациите кои требаше да го превенираат ова делување на светската криза, требаше многу понапред да се случи. Со оглед на тоа што уште во месец февруари беше предупредена Светската здравствена организација од Народна република Кина. И сите овие случувања генерално мислам дека ќе влијаат на промената на односот на силите во меѓународните односи и меѓународната безбедност, и особено е значајно преку размената на информации да не дојде овој здравствен проблем и оваа здравствена криза да прерасне во безбедносна. Постојат ли, професоре, постојат ли безбедносни реперкусии, имајќи во предвид дека најавите се дека овој здравствен пред се проблем ќе потрае? Со оглед на тоа што одржувањето на капацитетите во делот на справувањето со пандемијата е и преку потреба на алатките кои ги нуди безбедносниот сектор, со оглед на тоа што е прогласена воредна или кризна состојба во најголемиот дел од државите кои се соочуваат со оваа пандемија, нужна е соработката и поддршката која се нуди од безбедносниот систем. Вклучително го гледаме и случајот во нашата држава и треба да се искаже признание за вложеноста на здравствените работници, на владините државни институции и на целокупниот капацитет и ресурси кои се во справувањето со оваа пандемија во нашата земја и максимално, верувам, се користат ресурсите. Овде ги гледаме и луѓето и од полицијата, од армијата, од Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Сите овие политики, денеска кои ни се случуваат, треба нас да не замислат, не е време за критика. Сега е време да се обединиме, максимално и капацитетите кои ги нудат луѓето од академската заедница, од економскиот сектор, од здравството и од безбедноста, треба да се стават, но и воедно да се искористат од страна на државата, да правиме стратегија како ќе делуваме понатаму во следните 10, 15 и 30 дена. Зашто јас верувам дека наскоро, многу брзо ние со почитување на мерките и реакциите на здравствените работници ќе излеземе од оваа светска пандемија со помалку штети и со помалку жртви, но воедно мораме да знаеме како понатаму ќе делуваме. Затоа што не само последица економска, овде може да биде последицата и по однос на вредностите на општото човеково живење. И пред се мораме да имаме предвид делувањето и почитувањето и на политичкиот систем. Професоре, дали ќе се соочиме со процеси на деглобализација? Сето ова што денеска ни се случува, значи нарушувањето на односот на силите. Гледате дека враќањето на Народна република Кина во дел од териториите на Европа и поддршката која реално ја даван со справувањето со пандемијата. Нарушувањето на односите кои досега ги прикажувавме дека ако присуството на дел од земјите од третиот свет или пак на Народна република Кина, на Русија, ќе ги нарушат безбедносните односи и нивното присуство ќе представува сериозна закана, денеска имаме соработка помеѓу Вашингтон, Москва и Пекинг. Идејата на поранешниот британски премиер Гордон Браун за формирање на светска влада, за справување во суштина со овие безбедносни и здравствени ризици, ја наметнува потребата да сите ние денеска, особено големите сили, стават знак на равенство, заборават на политичките и безбедносните несогласувања и заедно ги споделат искуствата.
се разбира тоа ќе значи и промена на меѓународните односи по завршување на оваа светска пандемија, зашто Обединетите нации после 13 март немаат закажано седница на Советот за безбедност. Земите од Г7 не одржаа седница, односно се скараа за однос на тоа како ќе се нарекува пандемијата. Од тука смислам дека процесот на деглобализација е нужност и затворање во суштина национална, поголеќе земите ќе се свртат дома кон градење на ресурсите. Рековте дека ќе дојде до промена на сликата на меѓународен план. Дали може да имаме нови прегрупирање на светската политичка и безбедносна сцена? Имаат шанса Европската Унија особено да ја промени својата слика со оглед на неактивноста и првата нејзина реакција на затворање на границите и напуштање на принципот на солидарност. Доколку Европската Унија не одговори пред се на решавање на економската криза, која ќе биде болна за земите членки, но и апликанти и земите кои се придружни како нас кои започнуваат преговори, сметам дека Европската Унија сериозно треба да размисли и да се промени во однос на нивното делување пред се во економското справување. И Северноатлантската алијанса, наместо да одржи вореден самит на земите членки и да се стави уште поагресивно Евроатлантскиот координативен центар за реакции во катастрофи и ризици, многу бавно реагираат механизмите со оглед на принципите на колективна одбрана, заедничка безбедност и системот за управување со кризи. Значи не се одействуваат мерките и потребите на заедницата, на земите членки и на Унијата и на Северноатлантската алијанса. Сите овие организации мора да го преиспитаат своето досегашно делување и да ги градиме нови политики, пред се согласно потребите на граѓаните, а потоа и на колективните одбранбени системи. Професоре, дел од македонската популација смета дека мерките се преригорозни, други пак оценува дека ова и не достига на Македонија за да граѓаните се на некој начин се дисциплинираат. Кој е вашиот став? Нашата држава во однос на вонредната состојба е добро што дојде до заедничка одлука на сите политички субјекти и од власта и од опозицијата. Не е сега моментот да ги споделуваме и кажуваме евентуалните недостатоци во однос на законодавството, на креирањето и донесувањето на одлуката за вонредна состојба и пред се користењето на механизмот на кризна состојба и искористување на целокупните ресурси и делувањето на владата и другите нејзини агенции. Сведоци сме на неколку земји, вклучително и од регионот, во кои делуваат и во кризна состојба, но недостатокот на ресурси и можноста за делување во вакви воредни околности ја наметна потребата од прогласување на воредна состојба. Верувам дека со побрзото справување со оваа пандемија и помалите штети и жртви кои што помалку да ги имаме и побрзо да оздрават и заразените со искористување на максималните капацитети, сметам дека и тие што ја донесоа одлуката за вонредна состојба, заедно поддржано од сите политички субјекти, не посакуваат се разбира ваква состојба, но тоа е нужно, би рекол, зло за да излеземе што поорганизирани. Потоа ќе влечеме научени лекции, кои се недостатоците кои ги имаме и потребата од внатрешно зголемување на ресурсите, пред се во системот за управување со кризи, здравствениот систем, безбедносниот, а и пред се опоравување економско. Дали ќе се биде за или против вонредната состојба и да се каже мислењето сега во моментов не може да помогне, со оглед на тоа што верувам, владата заедно со целокупните ресурси ги прави максималните напори. Се разбира, ние треба од ова заеднички да ги преиспитаме и јавните политики кои досега ги градевме во однос на јавното здравство, во однос на поставеноста на безбедносниот систем, нашата улога кон здравствените работници,
кон луѓето од угостителскиот сектор со оглед на тоа што оваа криза покрај здравствените последици ќе има значајни и економски последици. Но пред се мораме да внимаваме и во однос на демократијата и политичкиот систем. Некој ќе каже во демократијата што ќе ни е ако заболи поголем дел од нацијата од оваа пандемија. Внимателно се поставува во однос на делувањето и механизмите кои ги има и Министерството за внатрешни работи и владата. И верувам дека што побрзо овие мерки ќе бидат исцрпени, бројките ќе дојдат до намалување со цел да овозможиме здравството сериозно да одговори на оваа пандемија. А ние после тоа, се разбира, треба да отвориме јавна дебата, да се искористи се ова што ние сега ќе го бележиме. Например, Факултетот за безбедност подготви научно-истражувачки проект, направивме тим од неколку универзитетски професори, во кој ќе го наблюдуваме како студија на случај целокупното делување на земјата во кризна и воредна состојба. Ќе наблюдуваме на терен, во делот на методологијата, носењето на одлуките, координацијата и соработка со владата, министерствата и државните институции и потоа тие заклучоци ќе ги дадеме како предлози расположливи како понатаму сите ние треба да се менуваме. Затоа што светот, меѓународните односи ќе бидат сосема поинакви и ние во суштина треба да се посветиме генерално во тој правец на зајакнување на безбедносниот национален систем, јакнење на ресурсите, пред се во однос на цивилната заштита и останатите безбедносни институции. Професор, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам. Следевте интервју со универзитетскиот професор Маријан Ѓуровски. Пред нас е уште една работна недела. Се надеваме дека нема да има нов број на починати и заразени од коронавирусот. Довидување од мене и повторно се гледаме за 7 дена во исто време, недела 19 часот на телевизија 24. Довидување.